Почитувани гледачи на спортска мрежа, она што го најавувавме изминатиот период околу тој бараш надпревар за можен влез од трета во втора македонска фудбалска лига. Изминатиот период разговаравме со неколку тренери, имавме некој нивен став, некое нивно видување, меѓутоа ете ви имавте можност изминатиот период кога претходно реализиравме таа емисија и до реализацијата на ова емисија имаше доволно период да се сублимираат голем број на коментари кои што ги оставивте на Facebook, Twitter, Instagram, нашиот YouTube канал, спортска мрежа. Сето тоа да го сублимираме ете сега и да поразговараме всушност за овие бараш надпревари. Ставот на речиси сите тренери со кои што јавно зборува пред камерите на спортска мрежа, меѓутоа и оние кои што разговаравме позади камерите, како што се управи официјални лица во самите клубови така натаму, ставот е дека дефинитивно тие бараш надпревари треба да минат минуто, дури тоа е ставот и на самите играчи со кои што разговаравме изминатиот период. Од коментарите кои што ги имавме на нашите социјални канали, како што кажа Facebook, Instagram, YouTube и Telegram, каде што исто така може да не следите, е дека на 98%, ако можам така ајде да се изразам попрецизно, е дека ставот е да нема баражи, односно баражи што да бидат минуто. Кога зборуваме за тие бараш надпревари, за оние кои што ете не се запознаени можеби толку подетално, оние кои што најпрво во Македонија имаме 5 третолигашки региони. Тоа е истокот, северот, југот, западот и југозападот. Овие 5 региони кога ќе добијат, кога ќе добиеме по еден шампион, тоа се вкупно 5 шампиони во третата македонска фудбалска лига, плюс екипата која што ќе заврши на 14-тото место во втората лига, тие 6 екипи играат меѓу себе бараши. Победниците се дел од втората лига, поразените екипи се дел од трета лига. Минатата сезона екипата на Куманово не го помина баражот, откако загуби од екипата на Победа, која што всушност и остана во втората македонска фудбалска лига. Вардарски триумфираше против Кораби со 3-2 на Борис Рајковски во Скопско Маџари, на тој начин стигна до тоа место во втората лига после 27 години, а пак во Битола екипата на Влозериме, која што беше шампион на трета лига Запад, беше поразен од Борец, кој што стана шампион на трета лига Југ, и всушност Влозериме 2 години поред не ги поминува баражите, и токму тоа е класичен пример зошто тие баражи не треба да постојат. Ќе го подкрепам за повеќе факти и аргументи пред се да преминеме кон изјавите на самите тренери кои што зборува и во магазинот, спортскиот магазин Трибина, кој што го водам Небне телевизија, и за спортска мрежа. Видите кој е проблемот. Дел велат дека треба да има баражи, бидејќи квалитетот од тие третолигаши е многу мал за да може да биде дел од втората лига, како што е случајот со Вардарски, Борец, кој што ете се во тој долен дел од таа втора лига. Но некаде тоа е да, меѓутоа доколку веќе разговараме за директен влез во трета лига, имаме тука еден услов. Реално 5 екипи да влезат и 5 да излезат од втора лига е сериозна бројка, и од таа причина овие региони кои што сега ги има во трета лига немаат квалитет. Значи квалитет во трета лига во секој регион има 2-3 екипи, 4 екипи, нека мислат останатите екипи го немаат тој капацитет да се носат со втора лига, го немаат капацитетот дури да се носат ни со трета лига, ако сакаме квалитет на трета лига. Поголем дел од ставот и на тренерите, и токму вие кои што коментиравте на нашите социјални мрежи, социјални канали кои што ги имаме, е дека треба да се прекојат границите, да има 2 или максимум 3 квалитетни третолигашки региони. Во таков случај ќе се изфилтрират екипите кои што реално би требали да бидат во таа трета македонска фудбалска лига, да се подигне нивото, да имаме поквалитетни надпревари, да имаме подолги правенства, бидејќи гледате дека во трета лига Исток се одигра 9 кола и заврши седмскиот дел. Слога Виница и понатаму тренираше, меѓутоа имаше проблем да најде екипа која што би можела да одигра пријателски надпревари, бидејќи и понатаму се играа во останатите трети лиги, и понатаму се играше во втората и во првата македонска фудбалска лига, иако Слова одигра еден пријателски надпревар со прволигашот Гостивар. Од друга страна ќе имаме равноправност во самите региони, бидејќи сега немаме некоја територијална подеднаквост. Значи, трета лига Исток е територијално можеби најголемиот регион
во однос на северот кој што територијално е помал регион, а од друга страна пак таму има најмногу екипи, таму борбата и за опстанок и за влез е доста потешка во однос на другите региони. Гледате во трета лига Југ започна 14 екипи, 2 веќе се откажаа. Имаме 12. Под знак прашалник се откажување на други екипи во останатите региони. Ако имаме 3 региони, ќе имаме поквалитетни екипи, а по автоматизам дел од екипите, како што беше случајот со Марана, која што се откажа пред почетокот, не ни започна, како што е случајот со екипата на Обршени, која што се откажа после 6-7 кола. Во минатите се некогаш сме имали екипи кои што се откажуваат. Чи по автоматизам таквите екипи би биле во општинска лига, каде што има услови за општинска лига, во места кои што реално се премногу мали, како Пехчево, Берово, значи каде што реално не е изводливо да има функционална општинска фудбалска лига, може да има некоја регионална, 2-3 општини, рурални општини да се припојат и да има 6 минимум нели екипи колку што е потребно за да една лига биде легитимна. И сега во еден ваков случај кога зборуваме за трета лига, ако бидат 3 региони, ќе имаме 3 екипи кои што ќе имаат директен влез во втора лига и 3 екипи, последните 3 екипи од втора лига директно ќе испаднат во таа трета лига. Во таков случај кога веќе 3 екипи ќе испаѓаат од втора лига, ќе биде малце можеби квалитетот подигнат од аспект дека веќе ќе се размислува посериозно да се избегнат тие долни 3 места. И ќе од друга страна пак третолигашите ќе имаат поголем мотив, поголема борба ако знаат дека до последна кола ако се борат ќе има директен влез. Вака екипа која што можеби бодовно не заостанува многу, ама ако знае дека и да стигне и да се потроши и финансиски во вложување во играчки кадар и така натаму да стигне до тоа прво место на крајот, пак под знак прашалник е тој бараш надпрво што може да донесе. Може да се случи, ќе ја погледнеме сега изјавата на Крсте Крстев кој што вели може да се случи вие да бидете први, да немате пораз ниту реми во лигата, без разлика во кој регион на трета лига се надпреварувате и да дојде момент кога практично вие ќе загубите не резултатски, односно во регуларниот дел, туку може да загубите на пенали во тој бараш надпревар и цела сезона вам ви пропаѓа. И тука многу тешко вие да привлечете спонзор и тој спонзор да го задржите, тој ќе вложи една година, 2-3 до кога? Ако немате директен влез во таа втора македонска фудбалска лига. Одеме да ја проследиме изјавата и разговорот кој што го направивме со Крсте Крстев некаде пред околу 6 месеци, околу август месец, јули-август месец годинава во Слого Виница, тоа што и беше тренер на екипата од Виница. Да ја проследиме изјавата на Крсте Крстев. Ова е веќе подолго време прашање што е дискутабилно за не само за вашата фела новинари, навивачи, ние што сме засегнати со фудбалот, скоро сите сме на иста фреквенција, освен Фудбалската федерација. Сите сме со тоа што многу е јасно како ден дека клуб кој што се надпреварува, не буквално за нас, за секој што цела година вложува, троши пари, средства, прв може, што јас лично и како тренер го имам искусено, да цела година си без пораз и во баражот изиграш нерешено и на крај испаднеш на пенали и се враќаш назад. Тоа е многу погубно за секој клуб, за секоја општина, за сите тие млади фудбалери да се враќаат не чекор назад, туку 2 чекори назад. Нема гаранција да привлечеш инвеститори и спонзори. Едни од ретките сме, но еве пример што правиме, инвестираат веќе ова година, уште година, и ако не влеземе, едноставно ги оддалечуваш, не ги привлечуваш спонзорите, не ги мотивираш младите, немаат никаква гаранција дека и да бидат први дека ќе влезат. Тоа е многу јасно, многу едноставно. Ја по тоа прашање имав пред неколку години по социјалните мрежи доста опширно напишано што се придобива, а што се губи за кратко време, за неколку месеци имаше промена. Ако се сеќавате, имаше директен влез и се вратија, што еден од целите на тој пост беше дека ќе се вратат сите региони кои што се замрени, поранешни прволигаши или региони од фудбалски региони, како што беше Радовиш, Лачковица, кој што цело време играше во трета лига, Слога Виница, Осово, Саса, Рудар, Борец Велес. Тоа беше жално, зборам само за источниот регион. Исто така добија шанса еден Караорман после толку години
да се врати од западниот регион. Некои клубови добија стимуланс како Куманово кој што не ни постоеше, Така. да се врати, да има надеж. Само на тој начин. Сега повторно се враќаме 2 чекори назад, повторно баражи последните неколку години и само некој што има стварно стабилна конструкција и голема желба, еве како ние уште некој, а инаку се друго фигурира на само преживување. Па јас искрено мислам дека шампионот треба директно да влезе, пошто се дава шампионска титула за првиот, а тоа ништо не значи, пак играш следна година од трета лига. Како што имаше други третолигаши од другиот регион. Така. Па така моје мислење е дека шампионот треба да влезе директно, а потоа другите да играат бараш второто место барем. Така. Ово беше изјавата на Крсте Крстев околу тие баражи, неговиот став, неговото размислување, неговото видување околу тој бараж надпревар. Разговаравме и со Даниел Гоцевски на оваа тема, кој што ја предводи сега екипата на Брегалница Делчево, каде што тој и играч, и тренер, и управа, буквално Даниел е еден од заслужените и многу ми мило кога луѓе кои што и така го познаваат фудбалот го вратија клубот во трета лига Исток и ете Делчево конечно има третолигашки фудбал, односно фудбал во сениорска конкуренција. Со Даниел исто така разговаравме и околу екипата и околу плановите, амбициите. Тој беше гостин, мој гостин беше во спортскиот магазин Трибина, каде што разговарав со него на повеќе теми, меѓутоа сега да се задржиме конкретно на тој бараж надпревар. И тој вели дека баражите треба да бидат минут. Треба да има директен влез. Го посече примерот на Куманово, каде што се вложија сериозни суми на пари, се вложија многу оваа година Куманово одвоен некако во тие 6-7 топ 6-7 екипи, значи е далеко од конкурентен тим и далеко од можноста да конкурира оваа сезона за да се врати во втората македонска фудбалска лига, односно да дојде преку тој бараж во таа втора македонска фудбалска лига. Ајде да ја проследиме овде изјавата на Даниел Гоцевски. Токму така, значи веќе ако се прават промени треба да се, што спомнав претходно, треба од темелот да почнеш. Тука се општинските лиги, тука се третите лиги, да ги зајакнеме третите лиги, со тоа и втората лига и секако првата лига. Не треба да има бараж, повторувам, значи тоа е моје мислење и не мора да биде точно. Јас како спортски носител јавно зборувам и кажам дека баражите реално се според мене опција во која што никој не може да ја свати реално. Станувате шампиони и следната година пак играте во истрагна на први рунд. Ете, Волзер ми пример 2 години поред не ги поминал тие бараж надпревари. Па видете, лани, веќе ја спомнам, имам таму пријатели в Куманово, така се вложија, дадоа се од себе, инвестира, бараш една утакмица и беа можда и поквалитетен тим од победа. Да. Но ете, сега се борат за опстанок, да речеме, пример. Така. Тоа е едно разочарување кога многу вложиш и на крај некоја ситница таква те оддалечи од и по мене мислам дека треба да се тргнат тие баражи. Така и сега кога спомнавме за тие општински лиги, реално немаме многу општински лиги во Македонија кои што се активни. Ајде ова година 2-3 ќе се родат нови барем во овој источен дел на Македонија, меѓутоа колку тие општински лиги реално може да функционираат. Еве конкретно во Делчево. Реално има ли услови да се направи на општинска фудбалска лига кај што треба минимум 6 екипи да настапуваат за да биде легитимна лигата? Искрено не. Во Делчево не. Но меѓутоа и во другите општини на истокот. Да, но доколку се направат тие 3 лиги, трети ќе се створат услови за општинска лига, затоа што и тие 3 лиги во трета лига ќе бидат поквалитетни, ќе се створи за останатите екипи простор и така и ќе има нештата, ќе се поприродно ќе се игра општинска лига, ќе заслужат да влезат во трета лига. Сега општинската лига нема никаква, според мене нема никаква, како да кажам, функција.
Ова беше Даниел Гоцевски од фудбалски клуб Брегалница од Делчево околу неговиот став за овие бараш надпревари. Пред да преминеме кон следната изјава која што имаме и тема на разговор околу тој бараш надпревар, ќе спомнам околу Возрими. Значи екипата од Кичево 2 години поред е шампион. Првата година не го помена тој бараш надпревар со Башкими, ниту пак имаше среќа во таа ждрепка тогаш поради откажувањето на Ренова од првата македонска фудбалска лига со ждрепка се извлече една екипа од поразените, односно две екипи од поразените, Новац и Осогово ја имаа таа среќа, а Влазеримија немаше таа среќа. Минатата сезона од Борец загуби, меѓутоа и ова година, трета година поред, Влазерими се обидува сега малце со потешко да дојде тоа прво место, бидејќи во трета лига Запад, екипата на Тетекс, која што лани испадна од втората македонска фудбалска лига, е есенски шампион со 32 бодови на своето конто во однос на екипата на Влазерими, која што е втора со 28 бодови, меѓутоа оваа екипа има надпревар помалку, што значи дека ќе бидат доста изранети во тој пролетен дел. Видите сега која е таа логика на тие бараш надпревар. Влазерими, трета година поред ќе се мачи, ќе вложува, ќе троши доста финанси, можеби оваа година нема да биде ниту шампион. Меѓутоа да биде шампион пак треба да игра бараш. И кога замислите хипотетички дека нема да го победи тој бараш надпревар. Значи 3 сезони поред ќе игра екипата и не знам, секоја чест и упорноста на и желбата на овие луѓе да го внесат клубот во таа втора македонска фудбалска лига, меѓутоа ова е навистина доста исцрпувачко и многу е тешко да најдете спонзор потоа, значи доста е тешко затоа што секој сака да вложи и да има чекор, односно да има напредок, да оди чекор по чекор, меѓутоа да има сигурен напредок. Одиме да ја проследиме изјавата и на Емил Грнев, сега кој што штипскиот стратег ја предводи Слога-Виница и неговиот став околу овие бараш надпревари. Ја следиме изјавата на Емил Грнев. Тоа што го разговаравме и пред емисијата, нели, мислам дека време е да се размислува да се укине тој бараш, бидејќи случајот со Влазерими, ќе го спомнам, 2 години и се доделува пехар за прво место, а они остануваат пак во таа трета лига. Мислам дека со најава на ова нова раководство на Фудбалската федерација ќе се има слух за тоа и дека мислам дека ќе се подобрат работите. Па јас, моје размислување околу тој дел е дека доколку нема доволен број на екипи и сега не знам како размислува Фудбалска федерација, како би го промениле тоа правило да првиот што ќе биде во регионот да има директен влез, директен пласман во втората лига, можеби би се скратиле регионите, пример да се спојат екипите од истокот, пример со екипите тука од јужниот дел, се со цел и да се подобри и квалитетот. Мислам дека би се подобрил и квалитетот, а и бројот на надпревари би бил поголем и така би се одржувала некоја си подобра форма. Па гледаме, постојано имаме екипи кои што се откажуваат, дел ради финанси, дел ќе видат дека веќе немаат можности и да се соберат играчки, па се откажуваат и на крајот како трета лига југ, како што кажав, се откажа 2 екипи. Постојано има екипи кои што се откажуваат и тука веќе паѓа во трета лига југ, сега имаме по 2 екипи слободни во секоја коло и ќе се случи некоја екипа да 2 кола поред одмара и веќе во еден месец одиграле еден надпревар. Да, па затоа велам јас дека околу тие работи треба добро да се размисли пред да некој, желбата е едно, можностите се друго. Так. Доколку екипата нема можност да се надпреварува во трета лига, постојат и општински лиги каде трошоците сигурно се помали. Јас разбирам дека секој град, секоја општина, па и помалите општини сакаат да имат клуб, меѓутоа треба да проценат, да одлучат каде би се надпреварувала нивната екипа, дали би тоа бил општинска лига, дали би било трета лига, а нормално доколку имат стабилни финансиски средства, дека зошто да не и втора лига и прва лига. Знаеме примери со еден Хоризонт Турново, кој е од селото Турново, па пред колку години вие знаете дека се надпреваруваше и во Европа, заврши втор. Стабилен спонзор, стабилна екипа и тоа е тоа.
Сега другите има, да, желба има да се надпреваруваат, меѓутоа мислам дека финансискиот дел е најголемиот проблем, а од тука ќе ја споменам и инфраструктурата, бидејќи гледате и вие самите сте присутни на секој надпревари, зборуваме за трета лига, а ако ги погледнеме терените каде што се одигра последното коло во втората лига, мислам дека од тие причини се откажа, мислам и телевизија како Арена Спорт, Спорт клуб, не знам до кога ќе ги пренесува, мислам дека во тој дел треба многу работи да се подобрат, бидејќи условите за игра се, да не кажам, очајни. Ова беше изјавата на Емил Грнев, штипскиот стратег кој што ја предводи Слога Виница, третолигашот кој што има амбиции и желба да се врати во втората македонска фудбалска лига. Околу неговиот став и она што всушност Грнев анализираше и изборуваше во трибина каде што беше мој гостин, разговаравме на повеќе теми, конкретно зборувавме повеќе и околу тој бараж надпревар, и неговиот став е дека тие баражи треба да бидат минато и ставот кој што го имаат и оснатите дека треба да се прекоруват дефинитивно границите за да имаме квалитетна трета лига. Можеби 3 региони со по, не знам, 10-12 екипи или 2 региони со по 12 екипи, 14 екипи или 16 екипи, не знам. Тоа е ирелевантно кога ќе се има желба да се укинат тие барежи, кога ќе се има желба да се прекорат границите и да имаме 2 или 3 региони на трета лига, ќе биде стварна договор или стварна на одлука која што ќе треба да се донесе колку екипи би учествувале, која ќе биде идеалната бројка. Во секој случај имаме квалитетни екипи во истокот и квалитетни екипи од југот кои што би можеле да бидат во еден регион. Останатите нека ми извинат, ќе бидат во некоја четврта лига или некоја лига која што ќе биде регионална, не знам, меѓуопштинска лига од и четврта по ранг на надпреварување бил. Вака веќе општинските лиги се минато, ги немаме, ете, во трета лига, односно во истокот имаме 4 региони кои што се припаднички на таа трета лига исток, тоа е општинската фудбалска лига во Пробиштип која што се реактивира по неколку сезони, општинската фудбалска лига во Кочине која што е активна, во Ландово и во Гевгелија кој што се враќа, меѓутоа квалитетот, функционалност и реално колку тука се игра фудбал, како се игра фудбал, како се стига да се финишира на сезона е многу прашање за кој што ќе реализираме конкретно нова емисија во која што ќе разговараме со некои гости околу таа функционалност на таа општинска фудбалска лига, меѓутоа честни исклучоци, морам да спомнам како што е Прилеп, Битола, како што е Охрид, Струга, како што е Тетово, случајот со кисела вода, имаме Гази Баба и така натаму, и Куманово каде што има добри функционални општински фудбалски лиги, Велес и така натаму каде што се игра, има некој континентет, се игра тие општински фудбалски лиги, се останалото е си игра, не си игра и така натаму. Тука дефинитивно ја затварам таа тема, ќе има некоја емисија конкретно за општинските фудбалски лиги во Македонија. Дефинитивно да резимираме дека ставот е барајште да бидат минато, тренерите го имаат тој став, клубовите го имаат тој став, третолигашите веќе се будат, ќе бидат поактивни со тоа да и се надеваат дека новото раководство на Фудбалската федерација на Македонија ќе се донесе тој став, ќе се одлучи да тие баражи бидат укинати, да се прекорат границите, уште еднаш ќе потенцирам да имаме 2 или 3 региони во трета лига, со тоа што ќе имаме единствена прва лига, единствена втора лига и би имале 2 или 3 трети лиги и на тој начин ќе имаме полесен влез и полесно испаѓање. Веќе во таков случај може да размислуваме баражи за оние кои што бидат второпласирани. Може би во таков случај да, меѓусебно соочување на ако бидат 2 региони во трета лига, во тој случај може би ќе треба да размислуваме вториот од трета лига исток и вториот од трета лига запад меѓусебен бараж и да го пополнат четвртото место, па во таков случај последните 4 од втора лига да испаѓаат. Гледаме дека реално да бидеме искрени, имаме екипи кои што се дел од трета лига, имаат поголем квалитет и се финансиски многу подобри од па можеби пола од втората лига. Гледаме дека одвој кубурат со финансии овие во втора лига, гледаме дека дури се случува екипа во 15 кола да постане само 7 гола. Значи 7 гола во 15 кола.
Имаме екипи кои што примаат по 50 гола на 15 надпревари, така натаму. Доста ќе изборуваме, ќе анализираме и втората лига, табелата, како одиграле со некои такви статистики и она кој што го најавивме за трета лига исток. Конкретно уште едно резиме, баражите и ставот на тренерите, на клубовите дека баражите треба да бидат минато и да се размислува за 2 или максимум 3 региони во третата македонска фудбалска лига. Може да коментирате нормално додека ја гледате емисијата, од страната имате можност да коментирате, да го кажете вашиот став, па врз основа на тоа да направиме уште една емисија со мислењето на јавност, на фудбалската јавност во однос на овие бараш надпревари. Почитувани гледачи на спортска мрежа, ова беше се што подготвивме за ова емисија, за ова тема, болна тема, јас би рекол, и мојот став и мојата борба ќе продолжи понатаму се до укинување на овие баражи за влез и да им се овозможи на шампионите во трета лига да имаат директен влез во втората македонска фудбалска лига. Се останато е комедија и не знам, ова дури смешно, вие да добиете шампионски пехар и следната година пак да бидете во ист ранг на надпреварување. Не заборавајте да се претплатите на нашиот YouTube канал, спортска мрежа, подкаста, да не следите и на Telegram, Viber групата ни активна, Instagram, Facebook, спортска мрежа со цел и понатаму да ги следите на новите случувања од македонскиот спорт. Ќе најавувам од сега понатаму за кратко време уште неколку емисии кои што ќе бидат посветени на трета лига и на втората македонска фудбалска лига. Уште еднаш претплатете се на нашиот YouTube канал со цел и понатаму да ги следите на новите случувања од македонскиот спорт.